Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Полиевкт, преподобниот Евстрати и светиот Филип митрополит Московски. Светиот маченик Полиевкт. Ерменскиот град Мелетина е многу натопен со христијанска крв како и целата ерменска земја. Првата крв за Христа во овој град била крвта на светиот Полиевкт, пролеана околу 259-та за време на Валеријановото царување. Во тој град живееле двајца пријатели, офицери Неарх и Полиевкт. Неарх бил крстен, а Полиевкт некрстен. Кога излегла заповедта на царот за гонење на христијаните, Неарх се подготвувал за смртта, но бил во голема тага што не успеал да го преведе својот другар Полиевкт во православната вера. Кога Полиевкт ја дознал причината за тагата на Неарх, му ветил дека ќе премине во верата. Утредента тој му го раскажал својот сон. Му се јавил самиот Господ во светлина. Го симнал од него старото облекло и го облекол во ново. Пресветло, седнувајќи го во седло на крилест конј. Потоа Полиевкт отишол во градот и ја искинал царската заповед за мачењето на христијаните и искршил многу идолски статуи. Затоа бил мачен и осуден на смрт. Кога бил изведен на губилиштето, тој го здогледал Неарха во толпата од народ и радосно му викнал: "Спасувај се, мој драг другару." Сети се на заветот на љубовта што е утврден меѓу нас. И Неарх подоцна завршил како маченик Христо во оган. Празничниот спомен му е на 22 април. Преподобниот Евстрати. Преподобниот Евстрати е од Тарс, голем испосник и молитвеник. Цели 75 години поминати во манастир, тој не легнал на својата лева страна да спие, секогаш спиел на десната. За време на Божјите служби од почетокот па се до крајот во себе говорел: "Господи помилуј." Умрел во својата 95-та година.
Светиот Филип митрополит Московски, роден е на 11 февруари 1507. Еднаш како момче стојки во црквата го слушнал свештеникот како од Евангелието чита: никој не може да им служи на двајца господари. Се уплашил многу од тие зборови како да се однесуваат на него. Се просветлил, во исто време и се оддалечил во Солветскиот манастир, каде што по долго и тешко искушение се замонашил. Подоцна станал игумен, засветлил како сонце и целата руска земја разбрала за него. Царот Иван Грозни го довел на испразнетото место митрополит Московски во 1566. Светиот човек, не можејќи рамнодушно да ги гледа лошотиите на царот, почнал да го советува и бестрашно да го изобличува. Царот нашол лажни сведоци против Филипа, го симнал од престолот, му облекол искината монашка мантија па го затворил во Твер. Во декември 1569 Малјут Скуратов, еден царски повереник, дошол во Филиповата келија и го удавил со перницата. Наскоро сите кои биле против Филипа со лоша смрт пострадале. По неколку години телото на светителот било пронајдено цело, негнилежно и мирисно и било пренесено во Солветскиот манастир. Достойно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите оци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев.